По незначителното забавување во месец септември статистика измери нов скок на инфлацијата за една година или од октомври 2024 до октомври 2025 таа пораснала за 4,5%, за разлика од претходниот месец, кога беше измерена инфлација од 4%. Кај цените на храната и безалкохолните пијалаци за една година има зголемување од 7%, а најголемо е кај овошјето од 21%. Потоа месото и маслото бележат раст од речиси 10%, а цените на лебот и житариците од октомври лани до октомври годинава скокнале за 5,5%. Голем скок од над 26% има и кај кафето, чајот, какаото, но тоа се брзански производи. Од ССМ сметаат дека лек против високите цени е итното зголемување на платите. Според нив, граѓаните веќе не веруваат во мерки, бидејќи истите велат се изигруваат од страна на трговците. Повеќе од нужно е владата да седне да се преиспити и да ги натера работодавачите да ја зголемат платата, како во приватниот, така и она лично во јавниот сектор, што значи дека и барањето на ССМ за 500 евра минимална плата веќе е застарено и 500 евра минимална плата одамна не стигнува на граѓаните и на работниците. Верувате дека многу наскоро ќе имаме состанок на органи и тела во Сојуз на синдикати на Македонија и ќе пресметаме која ќе биде како наше барање новата сума за минимална плата. Иако пред околу еден месец премиерот најави нови мерки, засега не се споменуваат. Мицкоски денеска, одговарајќи на новинарско прашање, вели свесни се дека инфлацијата месецов е повисока и тоа според него се должи на мерките кои владата ги имаше воведено лани истиот овој период од годината. Очекувам пристојно намалување во ноември во декември, така што просечната годишна ставка оваа година ќе заврши меѓу 3,5 и 4%, што е едно најниските во Европа и во регионов. Истовремено, очекувам дека следната година нивото на инфлација ќе се движи меѓу 2 и 3%. Од опозицијската СДСМ оценуваа дека инфлацијата која е повторно зголемена и е спротивна на како што велат владините уверувања дека ќе се намали под 3% е резултат на промашени економски политики. Од партијата посочуваат, платите и пензиите заостануваат далеку зад растот на цените, а инфлацијата го јаде стандардот.